Британија изгласа излез од Европска Унија. Кај нас толку радост имаше дека Британија излегува од Европска Унија, како тие да излегува за ние да влезиме. Одма имаше коментари. Супер што излегува. Се знаеше, Европа се распаѓа. Но мора да напоменам дека областите заразени со кравјо лудило од 1992 година се истите тие што гласале за на референдумот во Британија. И дури почнавме да се идентификуваме со британците, како ние да ќе земаме 5000 фунти плата, а не тие. Британците го поддржаа Брекзит. Ние прво тоа Брекзит мислевме дека некој човек е. Брекзит. И така звучи, слушни, Брекзит. Сите мисле дека тој човек е. И така звучи како некој стар англичанец со подошњаци препиен од чајој. Ова е Џон, ова Мајкл, а ова е Брекзит. Човече. Изјавија дека сепак Британија нема да излезе од Европската Унија одредено време. Тоа ти е исто како да си разведен со женати, ама да живеете под ист покрив. Тоа е Британија во Европска Унија. Тоа ти е исто како да те издржуваат мајка ти и татко ти, а ти да им се правиш главен. Тоа ти е Грција, не е Британија. Ем се прат главни, ем Европска Унија им ги плаќа долговите. Тоа ви е Грција. Не е тоа Британија. И ова со Британија мислам дека некако е поврзано со нас. Сигурно британците изгласаа излез од Европска Унија само за да се дружат со нас, со Црнагора, со Албанија, со Косово, со Македонија. Да ја погледнеме реакцијата на британците. Podziemnite na České Cekerimo. Podziemnite na České Cekerimo. Добро, барем еднаш да можеш да си речеш тешко време е дојдено. Еве, со англичаните останавме надвор од Европска Унија. Нашиот тим направи истражување како Брекзит ќе се одрази на просечниот македонец. Прво, поскапи делови на автомобили. Не би да шириме паника меѓу македонските граѓани, но можно е поскапување на деловите на англиските автомобилски брендови, како Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Aston Martin. Мислам, ако ги има овие брендови на автомобили во Македонија. Последниот англиски модел на кола на кој што можам да се сетам е Даяна. Тоа е таков тип на кола што никој неќе да ја вози, никој неќе да ја има. Како Брекзит ќе се одрази на нас? Наплив на локални референдуми. Што ако Мариово сака да излезе од Македонија? Смета дека ќе им е подобро без нас, тие 2-3 жители што ги има. Чешиново сака да се оддели од Облешево, Кирил од Методи, општина Центар сака да се оддели од град Скопје и да се преименува во Централен Пустец. Еве ви, Британија излезе само вие сакате во Европска Унија. Веќе во комшиските медиуми интензивно се јачаат изјави на локал патриоти. Конспиративни теории говорат дека постои тајна Европска Унија, за која британците веќе аплицираат, сакаат да влезат во клошарското друштво на Македонија, Албанија, Црнагора, Косово и Србија. По неколку години, ќе слушните, Ливерпул се збратими со Прилеп. Заради тешката состојба во која се најдоа двете држави, решија заеднички, збратимено да одат напред. И се со ред. Традиционално веќе 10 пат се организира приготвување на постни сармички во Ливерпул. Доаѓа лето и веќе има понуди од авиокомпаниите. Довер, Блекпул, Оксфордшир, Черкшир, локации каде македонците решија да ги поминат летните одмори во збратимената Англија. Авионските компании најавуваат дека дозволуваат носење на домати пиперки во неограничени количини. Британија извезува ефтина работна сила во Македонија. Британци се забележани како за 9000 денари месечно. Требат ориз во кочанските краеви. Задоволни и среќни британците го прославија роден денот на кралицата. Замисли какви се невести ќе има. Работници англичани, тутуноберачи во Прилеп отворија штаб на кралицата, поточно во општина Долнени. Во ист ден се поклопија 2 клучни настани. Кралицата отвора селска чешма во Долнени, а Цеца го промовира својот нов албум на Пивофест. И покрај тоа што Британија направи се за да го засени излегувањето на незиниот нов албум, Цеца изјави на почетокот на концертот: "Вака се сака Македонија." Англија во 2 дена направија 2 излеза, еден од Европска Унија, еден од Европско првенство. Добро, добро. Шакири на Англија од корнер му има даено гол, па шо? Шакири гол! Гол! Води репрезентацијата на Македонија! Како фрезантен удар, ова беше вистинска уметност. Од Исланд изгубија, бе? Од Исланд. Исланд по површина е колку Битола и 2-3 села околни.
Добро, само ние имаме изгубено од Андора, кај што пола екипа беа поштари, пекари, џандари. Никој не можеше да поверува дека Англија ќе изгуби од Исланд. Од Исланд, човече. Кај нас настане еуфорија. До вчера бевме за Хрватска, дека најблиску ни е по воздушна линија. Ко тепа Исланд, за Исланд почнавме да набиваме. Дури почнавме да се идентификуваме со Исланд. Па еве неколку споредби, некој ако се осеќа како исландјанец во душата, слушајте. Луѓето во Исланд веруваат во џуџиња, ние во гатачки. Има многу активни вулкани во Исланд, кои на секои 4 години еруптираат. Добро, ние имаме вулканче во Косел и мислам дека е доволно. Нема многу дрва во Исланд, но затоа ние имаме многу дрва и тоа дрва недоделкани, а останатите дрва ги сечиме. Поголемиот дел од населението е вработено и работи 43,5 сати неделно. Кај нас, поголемиот дел од населението се води како вработено и работи кога сака. Бебињата се оставаат надвор да спијат во Исланд. Кај нас не можеш да ги извадиш надвор. По цел ден бабите ги дункат. Во Исланд нема презимиња. Се користи името на таткото или мајката и се додава ќерка или син. Кај нас исто. Али ова се користи кога ќе треба да фатиш за нешто врски, например. Јас сум, Александар, синот на Трајко, јас сум тој. Потрошувачката на Кока-кола по глава на жител е повисока отколку во која било друга земја. Кај нас, потрошувачката на диазепам е поголема отколку во која било друга земја. Исландјаните гледаат најмногу филмови од сите други нации. Мислам дека ние со турските серии ќе го надминиме рекордот на исландјаните. Национален спорт е ракомет. А фудбал играат од релаксација, кој ќе си има слободно време. Исланд нема војска. Ние имаме војска и врховен командант е Ѓорѓе Иванов. Криминалот во Исланд е на многу ниско ниво. Исто, криминалот. Од имената му, 10% од населението ќе објави книга во својот живот. Ова е за Исланд. Кај нас 10% ќе докторира во својот живот, најмалку еднаш. 97,6% од населението има интернет. Кај нас населението има 9760 денари плата месечно. Не знам зошто знам информации кои немам потреба да ги знам. Значи, бомбардирани сме со информации. Па зошто само јас да ги знам овие непотребни информации, кога можете и вие да ги знаете? Еве ви неколку. Премиерот Емил Димитриев отвори пешачки премин. Изјави дека оваа инвестиција ќе помогне во развојот на туризмот. Од денес туристите кои доаѓаат во Македонија нема да се сликаат само со спомениците од нашиот голем проект Скопје 2014 година, туку ќе може да направат и модерни фотографии како преминуваат на пешачки премин. Емил Димитриев ги пушти во употреба 5 пешачки линии. Зоран Заев по повод летните горештини изјави: чувствувајте се како опозиција, распуштени. Владата на Република Македонија го започна новиот проект Канта за секој политичар. Министерот Ставревски заедно со градоначалникот на град Скопје пред самото напуштање на владата инсистираше да ги испрезентира новите канти кои владата ги испорача по примерот на Украина, каде бројни политичари беа сместени во контењери. Владата на Република Македонија соопшти дека ова е битен проект и иако немало доволно средства од буџетот да набават контењери, задоволни се што инвестираат за иднината на целата влада. Радмила Шекеринска потпиша едногодишен договор со Армани. Веќе неколку дена немам излезено на протести, сите модели ги имам износено. Веќе не знаев што да облечам, кога ненадејно ме исконтактира Армани. И еве веќе договорот е склучен. Ќе ги носам неговите модели за време на протестите. Стевче Гром испрати отворено писмо до организацијата на Пивофест со изјава: поради застапеноста на српски пејачи во програмата, лично сакам да го отворам Пивофест. Во прилог ви го праќам моето домашно видео. Да го видиме. Идеме, не може нам нико ништа, јачи смо од судбине, ову само, каде сме се, они што нас не воле. Лила Филиповска замина на одмор. Погледнете ја црвената танга и жешкото тело. Јас танга не гледам овде. Добро, валјда танга не треба да се гледа, не знам. Северина ќе му пее на најбогатиот македонец. Зошто го знам ова, човече? Зошто ми е потребно? Студентка, отпуштена од брза помош, работела како докторка. Да видиме како се одразила нејзината работа врз населението. Жената ми беше нешто неарна, јас повикав брза помош. Брзата помош дојде стварно брзо. Ја прегледаа жената,
и удари инекција, мереа притисок сето тоа. Ме видел мене агресивен нешто, изнервиран. И мене ми удари инекција, а немаше потреба. И влегов во амбулантата, го повика докторот. Јас се стегнав, тој удира. Докторке, ме боли овде раката. И тај ти вели, дојди да ја бацам, сега ти помина? Тоа е таа стручност. Сакаш анестезија да ти ставам? Да, сакам. Приватно или преку фондот? Преку фондот без пари е. Може преку фондот. Ајде. Нани, бебенце, да ми растиш големо. Друга вест. Лепа Брена изгледа прекрасно. Таа ви се насмевнува. Како што можам да забележам, не може да ни се насмевне од пластичната операција. Таа се насмевнува, ама може навнатре се насмевнува. Ајде, доста со небитни информации. За ништо не ни служат. Ние сме нација со најмногу дипломи по глава на жител и со најмногу магистри возачи на такси возила. Но такси компаниите се прошируваат и потребни се уште дипломирани кадри. Потребата за доктори на науки, келнери е постојана. Затоа се оформи нов универзитет, Дамјан Груев. Новиот државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев станува реалност по вчерашното изгласување на предлог законот за негово формирање. Ке биде ставен во функција веќе од престојната академска 2016-2017 година. Новиот универзитет кој ќе биде лоциран во Скопје ќе содржи 11 нови факултети. Опозицијата ќе оформи контрауниверзитет. Катица Јанева ќе се вика. А ќе има и дисперзиран универзитет во Тетово, Фатиме Фетаи ќе се вика. А и јасно ми е зошто се оформи нов универзитет. За да ги вработат оние што имат завршено на дисперзирани факултети по селата. А воздухопловна академија има смер воздухопловна, која црна воздухопловна академија? Океј, ќе се запишат луѓе, ќе завршат. И после ќе летат авиончиња онакви за прскање против инсекти. Искористени се сите борци од минатото. Сигурно нема поќе борец кој што нема име на факултет. Одсек психијатрија има. Повик за сите идни студенти. Запишете се, пријатели мои. Имате многу работа. Се насобравме многу лудаци на куп. Нема борец, а да не е крстен по него факултет, човече. А замисли кои предмети би ги предавале нашите познати фаци кои би требало да ги предаваат. Гордана Јанкуловска, актерска игра пред камера. Шеќеринска, моден дизајн и креација. Зоран Заев, шаманизам, мрачни сили и тајни служби. Диме Спасов ќе предава педијатрија и развој на деца во предшколска возраст. Емил Димитриев, анонимос како начин на живот. Никола Груевски, тој пракса ќе држи на терен, градежништво. Нашите политичари имат изјавено дека еден ден ќе ја газиме Грција и дојде денот. Кога ќе ја газиме Грција, газиме по грчките плажи. Огромен дел од населението во моментот е на одмор. Значи вие, пријатели мои, што во моментот мене ме гледате, за жал не сте на одмор. Затоа земајте куферите и одете. Но пред да одите, бесплатно ви даваме неколку совети. Кои се фотографиите кои морате да ги направите ова лето? Неизбежно е оваа фотографија. Оваа фотографија се прави во првите 2 дена, дури немаат пораснато влакненца, значи пресно депилирани. Многу е битно да се сликаат табаните, по можност би било добро да има и книга на табаните. Со книгата го покривате целулитот, а со тоа покажувате колку сте вие интелектуалци. А следна слика. Оваа слика е многу битно да ја направиш, посебно ако си во врска. И веднаш да се постира на Facebook, за дома да знаат дека ти го носиш дечкото ни светот, а не тој. Ова е феминистичка слика. И оваа фотографија е одлична да ја направиш наутро, затоа што немаш потреба да ставаш шминка. Седнуваш во Starbucks, по шорцој, со крпа нарамо, го сликаш кафето на Starbucks. Одма на Инстаграм. Првиот ден плаќаш 5,5 евра, ич не ти е гајле шо мислат другите, оти ти онака водиш буржоаски живот и си прекул. Следните денови негде под некој шатор пикнат, раствараш 3 во 1, онакви во шишенце. Ова мораш да го направиш. Ако го направиш ова, тогаш си прекреативен. Оваа слика, за жал, не можеш да ја направиш заедно со твојата љубов, со твојата единствена, со твојата принцеза, со твојата женичка, затоа што некој мора да слика. Пробај парите што си ги зел на кредит, што ти ги плаќа следниве 10 години, да ги потрошиш на најглупави можни ситуации, со цел да му покажеш на светот колку ја сакаш.
нарачај кинез да ја масира. Земете коњи, јавајте среде море, скокнете со падобран, снимајте се со камера, јавајте слон, јавајте камила, понашајте се како бедуини, искористете го одморот, мора да се запамети и после плаќајте кредит 10 години. Само така можеш да покажеш пред јавноста дека вашата љубов е вистинска. Прави слики со цел да ги заебаваш англичаните дека ќе плаќаат роаминг. Оддадете почит кон некоја историска личност, бидете своји, бидете оригинални, нема да ве видат. Или изработете го вашето уметничко дело, а потоа растурете го. Но претходно сликајте го и покажете му на светот дека вие требаше да бидете уметник, а не да работите на лента во локална фабрика. Бидете најоткачено облечени. Ова треба да го забележат сите. Значи дека ќе го забележат сите, ќе го забележат. Ако немате толку откачена облека, на нозите ставете ги добро познатиот модел на влечки, влечките лајнарки, мајца синдикалка, тесни шорцеви и уживајте во ова лето. Доколку не сакате да одите на одмор или веќе го плаќате кредитот за одморот 2010-2011 година, еве неколку изговори за тоа како пред вашите пријатели да покажете, да докажете дека бас не ви се оди на одмор. Прв изговор: не планирам да одам на одмор, сакам летото да го посветам на протести. Второ: сакам ова лето да се фокусирам на мојот нов докторат. Доволно ми се 2 месеци да докторирам. Затвори се дома, не излегувај 10 дена потоа, излези и соопшти им на сите дека беше на одмор. А на прашањето зошто немаш фатено боја, кажи дека си била на некој алтернативен туризам, пример качување по карпи, одење по ситно кршен чакал, нешто без везе смисли. Не одам на одмор, сакам да се посветам на мажот ми. Тешко на тој маж, некој ќе го тормози 3 месеци. Кога сме кај посветувањето на мажот ми, деновиве излезе видео каде што еден млад пар бескомпромисно ја споделуваат својата љубов на социјалните мрежи. Пробавме да ја анализираме филозофијата на ова видео. Во оваа кола се случуваат секакви работи, од добри, лоши, средно лоши, средно добри, многу добри, најдобри, најлоши. Прв печаток. Автомобилот како символика за светот во кој живееме. Во автомобилот се случуваат секакви работи, од добри, лоши, средно лоши, најдобри и најлоши. Најубаво е кога ќе се залюбиш првен во некој, па после ќе ги запознаеш неговите мани кои ги има и ќе се залюбиш дури во маните. Под вистински маж се подразбира внатрешна убавина, надворешна убавина, квалитети и мани. Вау, човече, која филозофија. Значи хаштаг one and only, the best, за мене се однесува, да. One and only. Добро, супер, баш го кажам. Овој крик на Елена е еден вид манифест за јасно дефинирање на родовите кои во ова време се лабава категорија. И јасно дефинирање на бракот, хаштаг one and only. Тука Елена и Алекс, како еден вид современи Маркс и Енгелс, се огласуваат за тоа во која форма треба да биде бракот, со користење на англицизми, сакаат да допрат до поширокото говорно подрачје. Секако дека тие оставаат и лекции за идните генерации. Ја мислам ова треба во јавност да излезе. Ова треба да се објави некаде, идните генерации да слушнат како ние сме постигнале баланс. Да, и љубов што е. Јас мислам дека ова треба да се објави негде. Идните генерации да видат како сме постигнале баланс. Тоа е таа филозофија. Со ова не може ни Паоло Коелјо да го напише на некоја негова книга. Животот е борба. Подучени од македонските револуционерни дејци, борци од нашето минато, тие едноставно неколку пати во нем крик забележуваат. Животот е борба. Животот е борба и секогаш треба да се водиш во животот борба за тоа што го сакаш, борба за тоа што ти значи. Како јас за тебе, да ги откриеш. Така. Да, и јас за тебе. Јас мислам дека погрешната жена те носи кај вистинската. Ова е на некој начин давање на смислата на љубовниот лавиринт на заблудата, прифаќање на сегашноста и радост за иднината. Алекс ќе рече, мора да има кавги, ама после тоа го цениш повеќе тоа што го сакаш. Јас мислам дека погрешната жена да носи до вистинската, а сега може да замислиш кај мене повеќе погрешни ме донеќе вистинската, а јас самиот сум изодел еден пат, кој не бил ни од памук ни од свила, може денес газам по памук и свила, со по некоја срча, ама порано било само срча, трње. Добро, сум имал некои кондури заштитни, ама колку ме штите, колку не ме штите. На некој начин, во коренот Алекс вели, не се плашете од иднината, заборавајте го минатото, живејте во сегашноста.
Сите сме лисија на ветрот. Али еве сакам да кажам доколку дојдеме некогаш до фаза на некоја поголема империја, еве дека сме се бореле во овие моменти заедно. Македонецот, чувствувајќи се како вејка на ветрот, таму некаде на пат за Брисел, ја задава оваа длабоко филозофска суштина на самото постоење. Уште една за крај, ќе видиме каде ќе не однесе патот. Следуваат уште видео од Алекс и Елена. Гледајте не. И за крај. Зошто побогу вакви видеа снимате? Дали имате мозок во глата? Ние сме нација со најмногу експерти по глава на жител. Затоа ви го представувам нашиот пријател, експертот Валдо Баецки. Провинцијален Здраво, тебе. Валдо. Шо, во Скопје, а? Абе, мала ти беше битола и сега, шо, не ти се смеат, а? Вака, значи, Не те викат, појќе по кафичи и... Шо, нема млади демек, а? Избегале, а? Избегале. Абе, така те лажат, а? едно прашање. Што ќе ни кажеш за последните политички случувања, Валдо? Кое прашање, бе? Еј, кое прашање, а? Те знам, те гледам. Валдо, те молам, одговори на Джон прашањето. Оливер да станеш, а? Да го замениш Джон Стюарт. Добро, Како му беше? сакав на некој како начин му да- беше името, а? Да направам онакво Дейли шоу на македонски начин, америчко, ама како на македонски Тој начин. ќе правил Дейли шоу, абе не те бива, Права, види, абе не те бива. Валдо. Ме сваќа, не те бива. Добро, не интересно е, те ме сваќаш. бива. Има некои смешни работи, добро. Ранко и Војче има харизма, бе, еј! Ќе излезеа на сцена и дотерани во бордо сако, со шарена кошула, Ова- со се, со краватче, Ова мене скоцкани, ми е работа. ко господа. Работа ми е, А ме сваќаш тој, како шраба. Има Шо молчиш, бе, а? Види се на шо личиш. Абе, јас не сум за такви работи, знаеш, Абе, сум, земи, море. знаеш, поинакви работи Земи, работам. пред камера, дреми и чути. Пст, чути. Добро, чути. добро. Добро, И мало во ред. смешни Во ред. Ти работи. благодариме, Валдо. Му благодариме на Валдо. Пријатно.